Ajde kolena pred Него свиткајте, молитва покајничка говорете, и на сите веднаш простете. Исусе, те примаме во срце. Исусе, Исус напред, ние по Него. Никого не осудувам, простувам, победувам. Волјата Твоја ја прифаќам. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, Исус напред, ние по Него. И никого не осудувам, пред Исуса коленичам. Во срцето мое всели се. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, слава Ти, Господи Исусе Христе. Се враќам пак кај Тебе, Татко мој небесен. Се враќам пак кај Тебе. Мирвам, Татко мој, води ме и денеска со Твојата сила, со Твојата љубов. Ти зборувај низ мене, еве сум во Маврово, -7 степени. Ти благодарам што ми подари уште еден ден, што ми даваш сила и љубов. Без Тебе не можам да направам ништо. Ти зборувај низ мене, да бидам вистински Твој пратеник на земјата. Јован 18 глава. Мир вам на сите овие што ќе го примите ова слово со отворено срце, во љубов, во простување, во покорност. Да бидете пријатели Божји, да бидете сотрудници Негови, чии имиња се запишани во книгата на животот, да бидете соработници Божји, да бидете сонаследници Божји, да бидете синови и ќерки Божји. Јован 18 глава, штом го рече ова, Исус отиде со учениците своји преку потокот Кедрон, каде што имаше градина, и во неја влезе тој и учениците Негови. А тоа место го знаеше и Јуда, кој сакаше да го предаде. Сакаше, значи, слободна волја. И ние секогаш го предаваме Исус кога не ги љубиме ближните како самиот себе. Зашто Исус често се собираше со учениците своји таму, тогаш Јуда, откако зеде една чета војници и слуги од првосвештениците и фарисеите, дојде таму со фенери и со светила и со оружје против семокниот Бог. А Исус, знаејќи се што ќе стане со Него, затоа тој вели: Татко, ако може да ме одмине оваа чаша, но не како што сакам јас, нека биде Твојата волја. А Исус, знаејќи се што ќе стане со Него, излезе и им рече: кого барате? Кого барате? Му одговорија: Исус од Назарет. Исус им рече: јас сум. Јас сум. Го спушти гардот, ги спушти рацете, покорен пред Божјата волја. Со нив стоеше и Јуда, кој го предаде. Со нив стоеше и Јуда, кој го предаде. А кога им рече: јас сум, тие се повлекоа назад и паднаа на земјата. Пазете кога немате отпор што се случува. Тогаш пак ги праша: кого барате? А тие рекоа: Исус од Назарет. Дај Боже сите да го бараме, но не за да го предадеме. Исус одговори: за да се спасиме да го бараме. Ви реков дека сум јас, па ако ме барате мене, оставете ги овие да си одат, зашто тој вели: сите што ми ги даде, никој да не загубам. За да се изврши словото кажано од Него: од оние што си ми ги дал, никого не загубив. Од оние што си ми ги дал,
никого не загубив. А Симон Петар, кој имаше нож, еве го повторно Симон, го извади, го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече десното уво. Симон кој одеше по вода и пропадна, Петар Симон. Симон кој рече ние оставивме се. Симон кој му рече тоа нема да се случи, Исус му рече бега од мене сатано. Симон кој 3 пати се откаже и рече ако треба ќе умрам за тебе. Значи тоа е она што ние сакаме, не Божјата волја, но Исус му рече на Петар стави го ножот во ножницата и тебе ти вели зар да не ја испијам чашата што ми ја даде Отецот. Денеска ми сведочи една сестра, синот бил со некој другар, се поднапили, го удрил по главата, му го пукнал носот. Се вратил синот и рекол сега ќе одам ќе го претепам. И излегол. Значи, жената со својот друг син веднаш почнуваат молитва и се смирува. Значи, тоа е духовно војување. Духовно војување е молитва. Молете се едни за други. Ако влезете да вратите физички, по плот, влегувате во сатански круг. Во сатански круг влегувате. Слава ти, Господи Исусе Христе. А Симон Петар извади нож, го исече, но Исус му рече на Петар, стави го ножот во ножницата и тебе ти вели, зар да не ја испијам чашата што ми ја даде Отецот. Значи тие се молат и состојбата се решава. Спуштете ги гардот, јас сум. Тогаш четата, зар да не ја испијам чашата што ми ја даде Отецот. Тоа секој од нас треба да го каже. Треба да го ставиме ножот во ножницата, да ја прифатиме Божјата волја и да ја испиеме чашата што ни ја дава Отецот. Секој има по нешто да испие. Горката чаша. Зар да не ја испијам чашата што ми ја даде Отецот. Те сакам, Господе Исусе Христе, ти благодарам што ме грееш. Тогаш и четата и заповедникот и слугите јудејски го фатија Исусе и го врзаа, го одведоа најнапред кај Ана, зашто тој беше дедо на Кајафа, кој во таа година беше првосвештеник. А Кајафа беше оној што го посоветува јудејците дека подобро е да умре еден човек за народот, отколку сиот народ да пропадне. На друго место овде го нема тоа. Подобро е да умре еден човек за народот, отколку сиот народ да пропадне. По Исус одеше Симон Петар и еден друг ученик. Тој ученик му беше познат на првосвештеникот кој го фаќа Исус и го распнува. Па влезе со Исус во дворот на првосвештеникот. Значи Петар оди по Исус, претходно му вели нема да се откажам од тебе. Петар стоеше надвор покрај портата, другиот пак ученик што му беше познат на првосвештеникот излезе и рече на вратарката и го воведе Петар. Тогаш слугинката вратарка му рече на Петар, да не си ти од учениците на овој човек, за Исус. Тој рече, не сум. Исус вели, јас сум, Петар вели, не сум. Тоа е разликата. Твојата волја и волјата на Отецот. Зарем да не ја испијам чашата што ми ја дава Отецот. Да не си ти од учениците и ти од на Исус. Не сум. Јас сум, јас сум. Не сум, вели Петар. А слугите и стражарите беа запалиле оган и стоеја па се грееја зашто беше студено, како овде во Маврово, а и Петар беше со нив, стоеше и се грееше. Првосвештеникот пак го праша Исуса за учениците негови и за неговото учење. Исус му одговори, јас му зборував на светот јавно. Јас секогаш поучував во синагогата и во храмот, каде што секој пат се собираат јудејците и тајно ништо не сум зборувал. Зошто ме прашуваш мене? Прашај ги оние кои слушале што сум зборувал. Тие знаат што сум говорел, вели Исус. Кога тој го рече тоа, еден од слугите кој стоеше близу го удри Исуса по образ и му рече, така ли одговараш на првосвештеникот? Првосвештеникот го прашува семокниот Бог. Чии првосвештеник е тој? Исус му одговори, ако реков нешто лошо, докажи го лошото, ако ли пак добро, зошто ме удираш? Тогаш Ана го прати врзан кај првосвештеникот Кајафа. А Симон Петар стоеше и се грееше и му рекоа, да не си ти од учениците негови? Тој порекна рече, не сум. Значи Исус рече, јас сум, Петар вели, не сум. Еден од слугите на првосвештеникот што му беше роднина на оној кому Петар му го беше одсекол лувото рече,
Нели те видов и тебе во градината со него? А Петар пак порекна и веднаш запеа петел. Петар порекна, се откажа. Пазете и вие да не се откажете од Исус. Пазете и вие да не се откажете од Исус. Се откажувате кога не љубите, кога останувате во нељубов. И го поведоа Исуса од Кајафа во преторијата, но беше утро, тие не влегоа во преторијата за да не се осквернат, за да можат да ја јадат пасхата. Тогаш излезе Пилат пред нив и рече: какво обвинение изнесувате против овој човек? Одговорија и му рекоа: ако тој не беше затвореник, немаше да ти го предадеме. А Пилат им рече: земете го вие и судете му според вашиот закон. Пилат не сака да го распне. Јудејците му рекоа: нам не ни е дозволено да погубуваме никого на едно место, се вели никого да убиеме. Пазете кое лицемерие, го тераат Пилат да го распне. За да се исполни зборот Исусов што го рече, кажувајќи со каква смрт ќе умре. Чашата е горка, но тој ја пие. Тоа е поентата како треба да постапуваме по Исус, да го прифатиме тоа што доаѓа во полна радост, бидејќи овде сме привремено, а горе имаме Царство Божјо. Тилисица, тогаш Пилат повторно го влезе во преторијата, го повика Исуса и му рече: ти ли си царот јудејски? Ти ли си царот јудејски? Исус му одговори: сам ли го зборуваш тоа, или други ти кажаа за мене? Знаете, дали ти сам зборуваш, во духот зборуваш, или ти кажува сатаната што да правиш? Пилат одговори: та јас јудеец ли сум? Твојот народ и првосвештениците те предадоа на мене. Кој го предаде неговиот народ кој имаше завод и првосвештениците? Што си направил? Исус одговори: моето царство не е од овој свет. И моето. Ако беше царството мое од овој свет, тогаш моите слуги би се бореле за да не им бидам предаден на јудејците. Но царството мое сега не е овде. А Пилат му рече: ти пак цар ли си? Исус одговори: ти велиш дека сум цар. Јас за тоа се родив, за да дојдам во светот, за да сведочам за вистината. За да сведочам за вистината. И ти треба да сведочиш за вистината. Вистината е Исус. Секој кој е од вистината го слуша гласот мој. Те сакам, Исусе. Пилат праша: што е тоа вистина? Добро прашање. Исус: јас сум патот, вистината и животот. И кога го рече ова, излезе пак кај јудејците и им рече: јас не наоѓам никаква вина кај овој човек, во него, но кај вас е обичај да ви пуштам по еден за Пасха. Сакате ли да ви го пуштам царот јудејски? И пак повикаа сите велејки: не овој, туку Варава. Варава пак беше разбойник. Те сакам, Господе Исусе Христе. Знаете, овде се чита една состојба, се раскажуваат приказните и настаните. Не е доволно да се разбере христијанството, да се биде Исусов слуга, да се биде Исусов сотрудник, да се биде Исусов следбеник, да се биде раб Божји, да се биде пријател Божји, соработник Божји, сонаследник. Не е доволно да ги раскажувате приказните, туку е потребно да ги живеете. Веќе ги прочитам едни интересни работи, слезени под дух, некои луѓе што претходно биле во Исус, што претходно биле. Ми се отвори вратата. Простувајте си едни на други, како што ни прости и Таткото Небесен. Се уште ние луѓето дозволуваме омразата да владее, нељубовта. Не сме способни да ги љубиме нашите непријатели, да им ги простиме гревовите. И повторно се лутиме, не им посакуваме добро, па дури да не им посакуваме зло, немаме трпение, увредени сме, не им простуваме. Матеј
43-45, Лука 6, 27-35, и се уште сме далеко од тоа да бидеме Исусови следбеници. Предалеку сме од Исусовите следбеници. Интересно, да бидеш христијанин, Исусов слуга, следбеник значи да го следиш Исус Христос во се, да бидеш Христов, нему да му припаѓаш. Значи, не е битно на која црква и припаѓаш, на земна. Припаѓај на небесната, на Исусовата црква. Дали си ти Христов? Оти тој ќе дојде еден ден ќе ти рече, не те познавам, па бев гладен и не ме напоивте, бев жеден, не ме љубевте. Значи, Божјата природа е љубов, ние сме паднати, овде треба да научиме да се љубиме и треба да постапуваме како Исус, да го имитираме, условно кажано. Љубовта не ни е доволно силна да ги љубиме сите. Се уште имаме непријателски мисли. Во ближниот не можеме да му простиме навреда, да му ги простиме гревовите. И така, кога не го љубиш ближниот свој, ти непријателски се однесуваш кон Таткото Небесен и кон Исус кој создала се. Љубовта на Исус е безгранична. Таткото Небесен е љубов. Тој не возлюби, го даде својот син. Потребна е молитва за простување на гревовите, барање на сила од Исус, да ја примиме прошката и да почнеме да им простуваме на оние кои грешат против нас, Матеј 6, 14 и 15. Значи да решиме да не грешиме повеќе, да се решиме да љубиме, да го љубиме својот ближен кој ни греши. Матеј 18, 21, 35. Дали Исус на крај, кога го распнаа, рече, прости им, татко, не знаат што прават. Значи, треба да го љубиме ближниот како самиот себе. Матеј 17, 12, 22, 39, Марко 12, 31. Не да го обвинуваме за грев. Секоја непријателска мисла е прекинување на законот на љубовта. Љубовта кон непријателот го будиш во него неговото срце. Го разбудуваш, ако му вратиш со зло, само го расплодуваш злото. Да го дочекуваш злото со добро, да го победиш. Да го промениш во добро. Имаме такви примери. Значи, на тој начин се растура злото. Со љубов, ако го промениш односот, го спуштиш гардот и речеш јас сум, и го примиш, ја испиеш горката чаша и продолжиш да се молиш. Значи, синот сакаше отиде да се тепа, мајката и другиот син се молат и тој се враќа во мир. Значи, добри мисли и во љубов те будат, ја смируваат лутината, омразата. Будат чувства на љубов кон пријателите. Силата на љубовта има отчитување. Матеј 5.39, Римјаните 12, 17, 21, 1 Тимотеј 5.15, 1 Петрова. Значи, морате да најдете простување со тоа што ќе им простите на тие нам што ни направиле нешто. Ако барате милост од Бог, милозливо однесувајте се кон сите. Значи, како се однесувате кон другите, така ќе ви се врати. Вашата љубов треба да направи, да отстапи, да љуби, да простува. Размислувајте позитивно за вашите непријатели, простете им на тие кои ве навредиле. Пуштете љубовта да биде судија. Љубовта постои таму каде што е Исус, каде што е Таткото Небесен. Ако немате љубов, не сте во Исус. Значи, тоа не осудува, простува, не завршува. И затоа останете во Исусовата љубов. Ова е интересна книга од еден Христов апостол и слуга, Лоренс Новосел, Мојата молитва на животот, книга 33. Тие се подоки кои објаснуваат, значи, каде што е љубовта, таму сум и јас. Каде што е љубовта, таму е Исус, таму е Таткото Небесен. Те сакам, Господе Исусе Христе, слава ти Христосе, мир вам, победи го злото со добро. Љубовта ја победува омразата. Љубовта никогаш не престанува. Слава ти Исусе, слава ти Христосе. И денеска ја прославуваме Твојата победа над смртта, над сатаната, демоните, болестите, омразата. Во секое тело и душа, во сите оние што ќе речат те сакам Исусе, во македонскава земја и насекаде. Мир вам до Божјиот Царство Небесно. Останете во Исусовата
ljubav. Amin. Ajde kolena pred neko svitkajte, molitva pokajnička govorete, i nasite vednaš prostete. Isuse, te prima me po srce. Isuse, Isus napred nije ponego nikogo, ne osuduvam, prostuvam, pobeduvam. Voljata tvoja ja prihvaćam. Isuse, te ljubi me od srce. Isuse, Isus napred nije ponego i nikogo ne osuduvam. Pred Isusa koleničam, vo srce to moje vseli se. Isuse, te ljubi me od srce. Isuse, slava ti Gospode Isuse Hriste.